Иран сега разгледува нов модел поврзан со биткоин и крипто за бродовите што поминуваат низ Ормунскиот теснец. Се работи за идеја каде што бродовите би добивале специјално осигурување за поминување низ теснецот, а паралелно почнаа и шпекулации за можни биткоин и крипто плаќања. Иран разгледува систем поврзан со осигурување, сертификати за транзит и финансиска одговорност за бродовите што поминуваат таму. Во исто време почнаа да се шират и гласини дека Иран веќе бара биткоин или стейблкоинс за безбеден премин. Подоцна тие информации беа демантирани и беше кажано дека такви крипто плаќања официјално не се користат. Сепак целата приказна повторно ја отвара темата дали биткоин и крипто би можеле да се користат како алтернатива во региони каде што санкциите и воените тензии го прават класичниот финансиски систем потежок за користење. Неодамна биле замрзнати и 344 милиони долари во USDT поврзани со Иран, па поради тоа повторно почнуваат дискусии дали биткоин би можел да се користи во вакви ситуации. Ако вакви модели навистина почнат да се користат во иднина, тоа би било уште еден пример како крипто полека влегува и во области што порано немаа никаква врска со биткоин.